продолжуваме со разговори во студио. Колешката Ирина е подготвена. Добро утро и до тебе, но и до гостинката. Во зелено си облечена денеска и многу убаво ти стои, да ти кажам. Не сме се виделе подолг период, јас и ти вака во утринската програма. И драго ми е што сега се гледаме, но ајде сега малку внимание, се разбира, од мене малку, од тебе многу повеќе, за нашата гостинка, која има прекрасни зелени очи. Фала. Се е денеска во знакот на зелената боја. Да. Добре ни дојде за Ирина Јаневска, председателка на Арно. Сега, зелени идеи, ке зборуваме, впрочем, затоа ја споменувам зелената боја, ке зборуваме за зелените идеи 2024. Меѓутоа, јас сакам за Арно. Кога ке кажеме Арно е тоа, Арно е ова, нас овој збор не потсетува на нешто на вистина Арно и убаво. Меѓутоа, Арно што е и само накратко еве како вовет во вашиот разговор. Така, Арно е Сдружение за социјални иновации. Кога се формиравме, долго го мислевме името. И целта ни е токму тоа, да го кажеме нашиот слоган, ние сме Арно и правиме добро. Инаку во позадина е акроним Асоцијација за развој на нови опции, што отсликува нашата мисија за носење на таа социјална иновација во нашата општество. И јас ќе кажам за Арно, нека е. Благодарим. Повелете. Благодарам, Слободанка, до тебе. Убава, еве, навистина најава. Денеска некако сите се будиме во зелената боја, меѓутоа со причина, затоа што ќе разговараме во наредниве 15 на минути за зелените идеи 2024 година. Инаку, наша и ваша гостинка ова утро е Ирина Јаневска, председателка на Арно. Ирина, официјално добро утро, добро ни дојде во добро утро секој утро. Она што вашето здружение Арно го менаџира веќе по 10 пат се зелените идеи 2024 година. Навистина еден интересен проект кој што трае веќе 10 години. Пријавувањето е во тек и трае до 6 мај, ако не се лажам, бидејќи ние сме една нација која што има многу идеи секогаш. Не бива многу да си правиме нешто, имаме голем број на ракотворци. Како овие наши идеи да ги преточиме во бизнис, еве, можам да кажам? Ирина, добро утро вам и на сите што не гледаат. Навистина ни е драго за поканата. Медиумите ни се важен партнер во овој надпревар кој што трае 10 години. Во право сте, ние имаме многу идеи, ама имаме многу ресурси. Имаме навистина убава земја која што на секој чекор нуди инспирација. Како идеите да се преточат во бизниси, па ни фали малку на финансиска писменост, да научиме како се прави бизнис модел, а и ни фали малку едукација во делот на она што е одржливо, што се обновливи, необновливи ресурси. Меѓутоа, еве, ние овие 10 години како го менаџираме надпреварот, се обидуваме да делуваме едукативно. Значи, не ни е целта само да направиме една димензија на конкуренција, еден компетитивен карактер, туку да ги едуцираме луѓето, дури кај нас може да се аплицира и следната година со истата идеја или со слична и да направиме, да докажеме дека навистина во регионот ние имаме што да покажеме и од аспект на идеи и од аспект на луѓе кои што се носители на тие идеи. Зелени идеи, каков проект е? Значи, еве сега не гледаат луѓе, може би сака некој да аплицира. Како да се почне сето ова? Ајде да почнеме од почеток, па да стасаме после тоа до финалното, до наградите. Така е. Каков проект е? Станува збор за регионален проект, што значи дека секоја од земјите во Западен Балкан има задача да го промовира надпреварот, да организира работилници, да избере 3 најдобри идеи, за потоа на регионално ниво да имаме регионални победници кои што добиваат финансиска поддршка. Како се почнува? Се почнува од имање на идеја. Меѓутоа, таа идеја треба да е, не јас имам нива и тука застанувам, туку што ќе садам, која е мојата зелена димензија, значи како јас ја заштитувам животната средина, како правам пари, како монетизирам и која е мојата социјална мисија. Ова не е обичаен надпревар, затоа што има 3 димензии, веќе ги кажав, треба да има економска логика, значи не може да имаме најубава идеја, ако нема пазар, тогаш жирито ќе препозна и нема да даде поддршка. Мора да мислиме реално каде се наоѓаме, кој е нашиот пазар, можеби што недостасува, која е нашата конкуренција, кои се нашите предности, тоа е едната работа. Само за кратко, сето ова треба да биде, значи, како еден мини проект, така, на хартија, сето тоа убаво објаснето и тогаш се аплицира има апликација и самите прашања го одговараат ова што ние го кажуваме сега, кои се критериумите и како се почнува. Идеја со економска логика, која што треба да има многу силна зелена димензија, да каже како ја напредува, дали заштитува можеби автохтона сорта. Ние имаме
имаме прекрасни идеи кои што кажуваат дека многу наши билки се во изумирање или одредени сорти на кајси, на јаболка. Треба да кажа која е зелената димензија или како се рециклира нешто, како се реупотребува, како се заменува необновлив ресурс, како да се избегне користење на неодржлив транспорт. И социјалната мисија да е локална. Значи, ние не сакаме бизнес идеи кои што ќе увезуваат работи, кои што без разлика дали станува збор за машина што е донесена од надвор или репроматеријал или можеби луѓе, сакаме локални. Зошто? За да има импакт во локалната заедница. Малечки локални бизнеси. Ова не е за стартапи кои што ќе прават милиони, ова е за семејни бизнеси, фамилиарни, вкоренети во заедницата, да не се повторувам, значи да има социјална мисија. Можеби да се понуди работа на оние кои што се на маргините на општеството. Работна интеграција, оние кои што имаат помалку можности. Дали можеби тоа се рурални средини, дали се тоа луѓе со попречености. Значи многу е важно да ги има овие три димензии. Да. И самата апликација во самите прашања ги води. Сега да видат, јас би замолила режијата, имаме ние фотографии, да видат нашите гледачи како изгледаат дел од овие бизниси, кои што веќе имаме победници на регионално ниво на овие изминати 10 години. Многу сме горди на нашите. Ова има различни микс на фотографија. Ова е ароматерапи, ова е бизнис од Албанија, кој што покрај чајчиња прави тинктури, многу убаво во еко амбалажа. Имаме биогаз од фарма за кокошки, ова е од Косово идеја конкретно. Ова е тура за птици од Албанија, еве нешто што фали во нашата земја, а го има сегде на Балканот, за туристи се многу актуелно. Не сакаат масовен туризам. Ова е проект кој што денеска ќе го најавиме дека дава поддршка дополнително од Арно за поддршка на циркуларни бизниси. Ова е што ова е најактуелно, минатогодишна победничка, наша од Тетово прави шапки стегачи за коса од текстилен остаток. Значи нешто што е отпад, што загадува, ета Мирјана, може да стане нешто што е многу убаво и актуелно на не само кај нас на пазар, туку и во светот. Ова Ирина Тошева, исто наша дизајнерка македонска, што е многу свесна за концептот за одржливост и ќе ни биде обучувач на нашите работилници оваа година. Ова е креативата која што веќе 10 години не прати за зелените идеи, веројатно е веќе препознатлива во јавноста. И нашите картички со сема, кои што исто е продукт на македонски зелен бизнес, кој што победи и е доказ дека една уметница може да живее од рециклирана хартија, картички кои што во себе имаат семе и се еко начин на промовирање. Ова е нешто што не е македонско. Станува збор за патичиња кои што имаат подлога направена од гуми за џвакање. Се собираат од отпад, се собираат од отпад, ова е конкретно мапата на Амстердам, од тисокот е од самата мапа од градот и јас велам дека и кај нас има толку многу отпад и идеи што може да се донесат од некаде и да станат македонски бренд. Ова се наши победници од друг побед. Рајс, станува збор за отпад од кафе, кој што може да се направат рамки за наочари, меѓутоа талогот од кафе е многу добар оплеменувач на почва. Наместо да завршува во ѓубре, може да заврши во цвеќиња или во ниви и да придонесе за подобар квалитет. Ја имаме Душица од Екофарма Беровко, уште една минатогодишна победничка која што плете ташни со македонски ракотворки, жени конкретно, ташни кои што се разградуваат во рок од 4 месеци. Значи нема да настане отпад, туку можат буквално во земја да се стават и да ги снема. Тоа е тоа заштита на животната средина што ни е важна. И последната од фотографиите, во студио да ни гостуваат еве и Мирјана од Тетово и ова со чантиве, на вистина интересни заслужуваат медиумско внимание, затоа што гледаме дека се македонски бизнеси на жени предприемачки кои што заслужуваат внимание и поддршка. Еве апел за сите што не гледаат да ни дадат и нам поддршка и на сите идеи кои што ги промовираме на Facebook страната на Арно, arno.org.mk и нашата веб страница, имаме Инстаграм. Тоа е идејата на Арно, да не се промовираме само ние самите, туку и сите оние кои што поминале низ надпреварот, низ други програми и проекти на Арно. Навистина, ние сме мала земја и мора да се поддржуваме меѓу себе. Да споменеме дека возрастната граница не е пречка, значи од 18 години па може и до 75 и 80, секој што е работоспособен, и кој што има добра, убава, издржана зелена идеја.
Сега уште еден проект кој што вие сакате да го, да кажем, промовирате, можеби во иднина, за сега не наидува на некоја поддршка, кажа на локално ниво, а тоа е Repair Shop, односно центар за поправка. Така, тоа е тој грант поддршка што денес се отвара, каде што ние ќе даваме финанси за сите оние граѓански здруженија на граѓани кои што имаат идеја за циркуларен бизнис. Тоа е еден елемент од проектот, меѓутоа задачата на Арно и најголемиот предизвик во рамки на овој проект е да добие поддршка од локалната самоуправа, од општините за простор кој што сакаме да го отвориме во рамки на проектот. Го има секој главен град во светот, а кај нас недостасува, тоа е центар за поправки на мали куњски апарати, за текстилни поправки. Значи, сакаме да делуваме не само теоретски и во поддршка на други бизниси, туку сакаме да делуваме и вака во превенција на отпад, реупотреба. Значи, ако се скрши чадор, например, да не се купува нов, да се да не се фрла одма. Да. И да купиме, како што кажа, ново, туку да има еден центар каде што го носиш и го прават. Мислам дека порано имаше вакви бизниси, имаше инспирацијата и Слободанка татко се сеќаваме на едно време кога ги носевме еве тие мали куњски апарати, ама некако тоа се замре, немаме ни работна сила веќе. Мене ми аманатот од татко ми кој што беше инженер, кој што наоѓаше многу креативни начини, он одеше на автопазар на времето, купуваше 10 дигитрони што не работат за да направи еден што работа. Тоа му беше хоби. Сега ние во овој капитализам, освен што не удира по джебот секоја ново купување, освен што немаме мајстори за да ни ги поправат работите, многу ја загадуваме природата и мислиме ние во Арно дека ваков центар за поправки многу ни треба. Идејата е каде бараме поддршка од не само од локална самоуправа, и од приватен сектор и од граѓаните, да најдеме место кое што кога ќе заврши проектот ќе остане како центар. Значи не е таа кирија што имаме ние како обезбедени средства да не запре и да се вратиме назад во канцеларија со сите алати, туку да биде место што ќе остане и кога ќе заврши проектот. Затоа бараме од општините таков простор. Поддршка, така? Да. Поддршка во простор. Другото сметаме дека можеме да го обезбедиме. Ќе има мајстори, дали тоа ќе бидат луѓе кои што изгубиле работа, стечајци, текстилни работнички кои што немаат достоинствени услови за работа, во рамки на 2 часа во неделата да доаѓаат. Идејата не е само граѓаните да дојдат и да ги остават работите, туку и да научат нова вештина. Сами да си подзашијат, сами да си поправат нешто што едноставно под надзор еве на некој што е искусен, па не се нашол на пазарот на труд како вработен. Ова на вистина Repair Shop или центар за поправка заслужува не само внимание, туку поддршка, еве и апел до сите, до локалната самоуправа, бидејќи сепак на локално ниво сакате да го правите низ цела држава, да се поддржи, бидејќи на нас граѓаните на вистина ни е повеќе од потребно, еве вакви мали repair шопови или места продавнички за поправка, да ги кажеме на македонски. Сосема за крај на разговорот, Ирина, да го представиме Сдруженијето Арно, некако можеби требаше на почеток, ама тргнавме со надпреварот, односно со зелените идеи. Сдружение Арно, имате нон-стоп проекти, работите највеќе на обновливи, на зачувување на обновливи, одржување на и социјално предприемништво. Кои ви се активностите покрај овие два проекта што ви спомнавме? Работиме многу со училишта, сакаме во рамки на формалното образование во рамки на предметот предприемништво, младите учат на примери кои што се од зелени социјални бизниси, наместо да учат од Starbucks, од Макдоналдс, зошто да не учат за некоја македонска екофарма или иницијатива за поправка на мебел. Тоа ни е борбата во формалното образование, имаме партнери од Европа. Во Македонија иде многу тешко, и за пример во Литванија во едно мало градче отворија цел предмет кој што се вика социјални бизниси. И се нашите плодови, и ние како координатор ги гледаме плодовите на нашата работа во земја која што е многу далеко од нас. Да се примени кај нас? Се бориме, многу е тешко кај нас. Формалните структури и системот многу малку препознава, ама не се откажуваме. Тоа ни е, мислам, мисијата нас, ние да не се откажеме и да бидеме упорни во она што го нудиме и како надпревари и како теорија,
За другите исто носиме нови методи, методот на паркурс, тоа исто методологија, најмногу за стручни училишта, каде што младите наместо да учат екс катедра од професор, на неколку масички скокаат од маса на маса. Ете, например, учат како да се поправи еден стар дигитрон. Вештини сакам исто да промовираме во рамки на формалното образование. Што е веќе во изумирање, да. И поддршка за млади социјални предприемачи, го имаме проектот Рајс, кој што во септември, таму исклучиво, ако на овој надпревар може да учествуваат сите, таму е поддршката за млади од 17 до 32 години, кои што имаат идеја за социјален бизнес. Да. Ајде уште еднаш сосема за крај, значи на кратко. Конкурсот е отворен до 6 мај. Секој кој што има здрава, одржлива, зелена идеја може да аплицира. Убаво се си е срочено на вашиот сајт Арно. Здружение Арно. arno.org.mk и имаме посебна страница zelenidei.mk. Граѓаните може да се пријавуваат и за работилници, кај што нудиме поддршка во пополнување на таа апликација, тој бизнес модел Canvas. Сите информации и за Арно и за надпреварот посебно може да ги најдат на овие веб страница и на социјалните мрежи. Првите 3 места одат понатаму на регионалното надпреварување и да се пофалиме дека нашите зелени идеи во изминативе 10 години освојуваат регионални победи. Некогаш дури се враќаме со 2 награди дома и тоа е една традиција која што сакаме да продолжи. И уште еднаш апел до сите кои што не гледат, навистина сме транспарентни, нема врски, се бираат квалитетни идеи, ги оценува жири кој што дополнително доаѓа од други донаторски програми, значи да не се победи, кај нас важи она аксиома, важно е да се учествува затоа што се изложува идејата пред луѓе кои што можеби нема да најдат апликантите поддршка варно, можеби некој од членовите на жири ќе им понуди нивна поддршка. Тоа е идејата, ние мора да соработуваме, мора сите да работиме во интерес на зелена социјална економија. Така, значи од идеја до реализација. Ирина, благодарам за учеството, за гостувањето во емисијата. Ќе има повторно повод да се видиме кога ќе заврши сето ова. Се надевам дека и верувам дека нашите бизниси ќе освојат прва награда на оној регионален надпревар, ќе биде причина уште еднаш да се видиме. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Јас ќе кажам до гостинката, Арно размислувате и Арно правите. Арно сакате да сторите на сите оние кои што, како кажавте, се заинтересирани, а мощне, прекрасни, преубави идеи ги слушнав ова утро. Токму од Здруженијето Арно, а кога сме кај, јас ќе кажам со оглед на тоа дека кога сме кај сите оние кои што добиле награди, ние имавме прилог со Мирјана Јосифовска со шапките, со оглед на тоа дека ја познавам и неа и незината мајка, затоа што сме од Тетово. Секоја чест за неа и за реализацијата, доби многу награди, исто така и надвор од границите, нели? Многу успешна тетовчанка. Успешна, да, и токму имаше простори во нашата утринска програма за да ја промовираме на таков начин. И да се пофалиме дека добила награди. Нека добиваат уште многу и благодарам за разговорот.